Почитувани наши гледачи на програмата на YouTube во Фокус со Силвана Павловска, добар ден од мене, Силвана Павловска. Оваа програма се емитува од Мелбурн, Австралија и денес е недела 8 септември 2024 година. Денес е всушност нашиот голем празник, македонски национален празник, всушност е нашиот ден на независноста. И затоа би сакала да ве поздравам посебно од мене и да разговараме околу овој празник денеска, затоа што ние како народ, македонски народ, како една земја, нашата татковина во Македонија и каде и да сме во светот, луѓе кои што веруваат во Господ Бог, се христијани претежно, со своја култура, со свој јазик, со своја историја, нажалост, со години уназад и векови знаеме, нели, дека со векови сме биле под окупација на други странски земји, кои што не секогаш гледале позитивно кон нас. Сушност, обратното се случувало, каде што тие ја одлучувале судбината на нашиот народ и со тоа што, нели, ја поделиле Македонија во 1913 година и тие поделби изгледа им нема крај и таквите странски држави или држави кои што се сметаат дека се тие оние кои што владеат со светот, по се изгледа дека не сакаат да се тргнат од нас, сакаат цело време да прават, носат нивни политики, кои што всушност се како да речам, не се за доброто на нашиот народ, затоа што многу од нашите имаат погинато во разните војни, дали е тоа Втора светска војна, дали е тоа за време турското робство, и сега во ова време исто така и дека исто сакам да спомнам дека нашата историја ја превземаат и си ја сметаат дека е таа нивна историја. Така да овој мој мал краток увод води кон тоа да сакам денеска да го обработиме ова прашање за нашата независност, денот на независноста и што е тоа, што значи сега за нас како македонци во Македонија, а и македонци каде и да сме во светот. Дали ние дали Македонија всушност е независна? Го славиме денот на независноста, пред некој ден во август, на 2 август го славевме и денот на независноста од турското робство. Сега овој пат 8 септември исто е значителен ден за нас. Но прашањето е дали Македонија и нашиот народ е независен и слободен. И затоа го замоливме и поканивме нашиот Ордан Андреевски, кој што потекнува од Мелбурн, Австралија, кој што од време на време допринесува во нашава програма во Фокус со Силвана Павловска и за тоа му благодариме и се надеваме дека тој ќе одговори на нашето прашање дали Македонија е денес слободна земја и независна земја. Дали македонскиот народ во Македонија е слободен и независен. Добар ден и секој е добро. Добар ден, нека е напомош денот. Македонскиот народ како да кажам, има длабока историја да бара правда, да бара човекови права, да бара слобода. Сите оние работи што Западот ги зборуваат, ние ги си имаме борено, имаме и успеано некој пат да добиеме слобода, бидејќи знаеме дека долго време бевме под разни робства, посебно под турското робство и после се настана оваа поделба на Македонија без нашето, одобрување. И сите овие работи се прават сега да се оправда оваа кражба, оваа неправда која е наметната на македонците
и има, за жал, елити во Западот, посебно кои сакаат да водат политика на штета на македонците, на штета на други народи, например како палестинците и други, да ги уништуваат, да ги бомбардираат, да им ги земаат сите права и затоа мора ние да бидеме оптимисти, ако речеме дека сме слободни, до негде сме слободни, слободни сме во контекст дека имаме демократија во нашите раце и можеме да ги тргнеме од власт сите деспоти кои работат за странски интереси, без разлика дали се една политичка партија или друга. Голема штета е направено во Македонија во последниве 33 години од многу лоша политика, без консултација со македонскиот народ, без консултација со историски факти, без консултација со диаспората, без консултација со други народи кои имаат слични проблеми и овие политичари наши се преправаат дека знаат повеќе од народот, тие ќе преговарале и се уште се преправаат дека ќе имаат право да легитимитет да не представуваат, уствари ништо тој легитимитет го изгубија одавна, бидејќи се унесуваат како деспоти, нас не отстрануваат од демократскиот процес, ни правеа секакви пречки да не бидеме дел од Изборите. последните избори, меѓутоа и долго време се прави една многу погрешна политика за да се раздели народот. Вие сте тамо, што знаете во диаспората, па вие што знаете тамо. Значи, не се ствара некоја безврска ситуација. Ние сме сите македонци, сите си ја сакаме земјата, а тие кои не се чувствуваат македонци, не треба да се прават председатели и премиери или па пратеници, бидејќи ако работите за туѓи интереси, тогаш тие не сте македонци. Само нека треба да има простор за луѓе кои се демократски ориентирани, кои си ја сакаат Македонија, кои не се срамат од она, кои си имаат борност за Македонија, нашите дедовци, баби имаат крв дадено за оваа слобода која имаме сега и затоа не е ова играчка така тие си мислат, чудите, вие ништо не знаете, Европска унија ни е најважна. Тоа е голема лага и глупост и затоа треба да се престане со овие политики на без размислување зашто да бидеме дел од Европска унија. Не ни треба нас Европска унија, треба да бидеме спремни да работиме поштено, да работиме економски, политички, на сите начини, да се работуваме со светот, со Азија Пацифик посебно, а не само ни луѓе во више ги умреа ЕУ. Како ЕУ пропаѓа, ќе пропадне како Југославија, нема иднина за ЕУ. И затоа мора да го сватат луѓето дека ЕУ ако ти даде 1 евро, ти зема 10. Ова го видоа хрватите, бугариве, сите процветаат кога се станаа членови на ЕУ. Да, знаеме за постоењето на Преспанскиот договор, кој што беше потпишан во некакви сомнителни околности, затоа што професорот доктор Игор Јанев, кој што е стручњак на полето на меѓународно право, не известува за сето тоа во детали, тоа во неговата теза и издание кој што излезе ланската година, така да тие промени што настана се произлегуваат од договорот така наречен Преспа договор, кој што не е ни подпишан од самиот председател, меѓутоа некако го вовлекоа и дека сегашната влада на Македонија начело со премиерот и председателката се изгледа дека го продолжуваат тој процес кој што отпочна со Преспа договорот, каде што нели повеќето време владеа СДС заедно со ДУИ, додека сега имаме друга политичка партија, ВМРО ДПМН, така наречени, кои што не гледаме некакви измени сега, нити пак во иднина. Да. За жал, Македонија има многу слаб, мислам, понуда, политичка понуда. Дали се СДС и ДУИ, дали сегашниот режим од ДПМН и други некои неонацистички
да речем, антимакедонски политички партии кои се борат за растурување на Македонија, федерализација, да се славело Охридскиот договор. Ако некој политичар или политичка партија прифаќаат Охридскиот договор, ако го прифаќаат Преспанскиот договор, ако прифаќаат договоров со Бугарија и овој тероров што ни се прави од албанизација, од Америка и од ЕУ, тие не се, да ти кажам, долични и не ја сваќаат работа и не се одговорни и немаат легитимитет да не представуваат. Тие може да си наоѓаат работи за НАТО ако сакаат да работат таму, ама не во Македонија да не представуваат нас. Да. Тука има голема неправда и криза се ствара во нашето општество, бидејќи главните институции што треба да работат за националните интереси во сите земји во светот, како што знаеме, еве, посебно во, да речам така, слободниот свет, демократските овие влади треба да работат за интерес на својот народ и својата земја, а не да работат за туѓи интереси, а македонци уште од првиот ден надглава им кладува милион овие лаги и пропаганда морало да бидат. НАТО морало да бидат, ЕУ морало вака, морало така, еве гледаме после 33 години на кој дереже сме дојдени, све ни уништија, се што македонско уништија, државата ни ја мени, историјата ни ја менија, не прекастуваат против законски, против уставно, не им е гален овие западни елити, криминалци за правда и човекови права. Тие се, да ти кажам, затоа ние мора да гледаме други алтернативи, поврзување со Азија Пацифик, со други држави кои не почитуваат, а не да бидеме слуги на НАТО, ме лаже да вамо таму, или ЕУ. ЕУ ќе пропадне како Југославија, тако истото дереđe ги чека нив и ние сме најголеми будали ако мислиме дека ЕУ ќе не дали наш некој бесплатен ручек. Тоа е голема глупост и заблуда и нашиот народ треба да свати дека без работа, без здрави политики, без здрава надворешна политика ништо нема да одиме напред. Да. Нашата заедница во Австралија, која што брои многу, и имаме насекаде во сите држави и територии на овој континент, по вас сметате дека е загрижена во врска со австралиската влада и нивните политики насочени кон третманот на нашиот народ овдека, затоа што таа придавка Северна Македонија и од како земја и народот бил од Северна Македонија, иако ние знаеме дека не сме од Северна Македонија, меѓутоа затоа што потекнуваме од секаде, од Егеот, од Пирин, од Албанија, од Србија, нашиот народ каде што е окупиран, тие нив им смета, зар не, да владата на Австралија ги нарекува дека се од Северна Македонија? Да, види, македонците плаќаме голема цена во Австралија бидејќи не се вклучиме во политичкиот процес. Како другиве, например, да речеме грциве, италијаниве, евреиве, посебно евреиве се вклучени во сите сфери на политика, на бизнис, на економија, на сите можни начини и водат политика што им одговара нив и на Израел. А ние македонците во Австралија не се вклучиме во политичкиот процес и затоа плаќаме цена. Австралиската демократија ни дава шанса да бидеме дел од политиката, креирање на политика и меѓутоа на работите не се случуваат сами по себе. Мора да се бориме, да инвестираме време, да инвестираме врски, да се градат со разни институции и ако треба и да се створи политичка партија или па да бидеме дел од разни политички партии кои ќе не застапуваат нас. Бидејќи ситуацијата на вистина загрижувачка, не само во Македонија, туку и овде сега не прекастуваат, не кажуваат сме биле од Северна Македонија, тоа е најголемата лага и тие знаат дека е лага и сите овие документи што ги спомна стално им се испраќаат на foreign minister, на leader of the opposition, на сите, тие знаат добро дека со овие лаги немаат долго време и на вистина затоа мора ние место да бидеме, мислам,
don't get angry, не се да се нервираш, туку треба да се организираме политички, финансиски и да имаме свои луѓе во парламентот како што имаат и другите и да лобираме уште поефективно бидејќи силата што имаме како диаспора ниту еден процент неискористена за унапредување на нашите стратешки интереси, на надворешна политика и се стварат раздолби кои нас не штетат, ни штетат како народ. Еве, ние се обединувавме, например, 2018 се правеше огромен протест низ цела Австралија, меѓутоа треба нон-стоп да се работи на решавање на проблеми. Не можеш да очекуваш дека било која политичка партија во Австралија или па во Македонија ќе направи прави одлуки, мора да им се води рачун, што велеше Дон Данстан во Австралија, we have to keep the bastards honest, значи мора да вршиме дисциплина и бидејќи цела работа ако ние не бидеме вклучени како газди што сме како дел од ова општество, ние одлучуваме. Тие се сите платеници и се менуваат многу лесно, без разлика, и знаат тоа, и затоа мора да се организираме многу појако и да гледаме примери на други заедници, дали се, реков, палестинци, дали евреи, дали други, еве сега има и исламска партија ќе прават во Австралија и планираат 25 седишта да изборни седишта. Да. И тоа е, мислам, како пример што се случува во една заедница која е загрижена, која е незадоволна од политиката што се води, една гнасна политика што се води против палестинците и против исламскиот свет и против христијанскиот свет, бидејќи она што се случува во Палестина не се само муслимани, за жал, има таму и рисјани и други луѓе, сите сме ние исти браќа и сестри и без разлика религија не треба да не дели, туку треба да соработуваме на хуманитарни работи. Да. Ордан, разговор водиме со Ордан Андреевски, активист, лобиист, кој што со години е активен во македонската заедница во Австралија и честопати кога добиваме информации од вас, ги сметаме за озбилни и го цениме вашето мислење како познавач на политиката и исто аналитичар на политичките околности во кои што се наоѓаме овде и во Македонија и во ширум во светот. Прашање, политичарите во Македонија и оние кои што се во бирократијата често пати гледале на нас, македонците во странство, во диаспората, во Австралија и во други земји, како да сме некој си одделен народ, нели, како да не сме дел од нашата земја, нашата татковина, нашиот народ, иако имаме, секој еден скоро има роднини и пријатели во Македонија. Таа недоверба создадена вештачки или пак намерно, што мислите, дали се уште постои таа недоверба или пак мислите дека мислењата се менуваат меѓу оние во Македонија? Видите, за жал, како што реков, политичките елити и политичките партии во Македонија се уште, еве како што видовме од избори во 2024 година, направија се што можеа да не оттргнат од демократскиот процес, не ги интересираше ние што мислеме, правеа разни препреки и тоа не е прифатливо. Ние сме дел од Македонија, а Македонија не може без диаспората, македонската диаспора не може ништо без Македонија. Значи мора да има една здрава и јака врска помеѓу Македонија и диаспората, меѓутоа за жал има и активисти во диаспората кои повише работат за Америка и за НАТО и за ЕУ, а наместо за интересите на македонскиот народ кај што живеат и интересите на Република Македонија, бидејќи многу е полесно да се сликаш со било кој деспот и да кажеш, еве види, се сретив со овој, се сретив со оној, меѓутоа треба да прашаш кои се овие луѓе, дали имаат легитимитет, дали колку штета имаат направено. Ја никога не се сликам со никого ако се имаат сомнителна
како да речам, карактеристика, или па работат против интересите на македонскиот народ, тогаш без разлика дали е председателот или председателкава сега што е во Македонија, или Мицковски, или било кој други, сите ќе слушнат дека ова што се случува во Македонија, арогантната политика која се води против македонците е неприфатлива и нема добро да биде за нив. Тие ќе платат голема цена политичка, никој нема да ги сака, никој нема да ги гласа и сите тие се променуваат многу брзо. Да. Ордан спомна за соработка, треба да има соработка, треба да има доверба. Ние сме ист народ, секогаш сме помагале на нашите во Македонија и ќе продолжиме да им помагаме и ги почитуваме нашите. Таа соработка наводно деновиве дознавме постои. Дали постои или не, скоро никој не е запознат со тоа, меѓутоа дознавме дека личност кој што е член на парламентот во федералната влада на Австралија, во владата на Антони Албанези, кој што е премиерот на Австралија, лицето познато по име како ја вика? Касендра Фернандо, член, како што реков, на парламентот, како некој си представник на некоја си група за добро соседство или добри врски? Или... Парламентарни, австралијско-македонски парламентарни френдшип или пријателска група, која да објаснам се формираше пред 2-3 години, уште кога беше Поранешниот режим, и бевме контактирани јас и други луѓе во заедницава, што мислиме за оваа идеја и реков ние никако нема да прифатиме да бидеме крстени или прекрстени Северна Македонија. Ако сакате Северна, тогаш одите, сликајте се со амбасадорката и со нејзините дипломатчиња овде во Австралија, кои никој не ги слуша, ниту имаат ефект, ниту па се поврзани со заедницава. Затоа треба, ова е политика на игнорирање на реалноста. Ние плаќаме порези во Австралија и тие мора да играат по наше оро, а не тие да играат по оро, како им рекол режимот во Македонија, што го избрка народот, или па Америка, како што им рече, или па ЕУ, како што им рече, бидејќи овдешни елити, да ти кажам, се повише заинтересирани да прават големи политики, да се прават пријатели со елита, а народот да ги интересира. И оваа ароганција што има во Македонија, има и овде исто во Австралија, истовремено и уште поинтензивно во некои сфери, и затоа мора да се биде активни, да се бараат средби, да се пишува, да се прават студии, и бидејќи овие прашања кои не засегаат нас се вистински прашања од заедницата, ние сме дел од оваа Австралија, од оваа вика дека било најуспешна мултикултурна земја. Ако е така, тогаш каде да сме ние македонците, зашто нас не попречувате да одлучуваме за политики кои се засегаат нас и Македонија. А исто така исто важи и за владата во Република Македонија, без разлика која политичка партија, мора да сватат дека имаат право и обврска да прават здрава политика во консултација со македонскиот народ, а не да бидат слуги само на НАТО и ЕУ и све друго да заборават. И што мислат тие, дека ќе им дадат некој грант и тие ќе одат напред? Тоа е, да ти кажам, многу наивна и смешна политика и штетна политика, и затоа мора да се збори, не смееме да стоиме и да ги оставиме овие, да не речам, лаици да одлучуваат во име на народ. И навистина ги има и тие и во Македонија и овде во Австралија, бидејќи немаат врска од надворешна политика. Еве да речеме таа Касанџа, квалификација има pastry chef, била кувар со тајф degree, без разлика, нема врска од меѓународна политика, не ги разбира македонските прашања, кои ќе испратиш документи, не сваќаат апсолутно ништо, бидејќи тие не се тренирани во меѓународна политика. Тие се, например, trade unions, влегле сега во политика и сега се прават дипломати и арогантни. Не е само тоа, ајде да речеме, ако сакаш да помогнеш, помогни, меѓутоа треба ама тоа е, ова е, да ти кажам, шема што се прави долго време, и двете страни од политика во Австралија си играат играчки, и затоа мора
ние македонци да сватиме политичкава игра што се случува во Австралија и можеме да ги промениме работите. Не е работата изгубена, Мгм. бидејќи ви кажам, може многу да се направат позитивни промени. Не мора да се откажуваме, бидејќи овие сакаат ние да бидеме откачени, без власт, да мислиме дека не сме ништо, а има над 110.000 повеќе луѓе to feel како него шова Melbourne Cricket Ground. Значи, Мгм. тоа е голема маса на луѓе. Ако Мгм. се собереме, ние можеме што сакаме да правиме. Овие има 11.000, да пример, членови на политички партии и они однесуваат, мислам, донесуваат одлуки за цела Австралија, а ние имаме 110.000 македонци кои и плюс други што реков од ЕГ. Ако се ние сплотиме, имаме стратегија и имаме, мислам, соработка, никој не може да не запре и се менува во позитивна насока. Дали во Австралија, дали во Македонија, бидејќи мора да ги користиме овие демократски средства и процеси кои ги имаме во нашите раци. Да. Е, Повод за нашиот разговор е 8 септември, денот на независноста и каква порака сакате да им испратите на оние што се во Македонија, нашиот Да. народ овде, оние што се во политиката во Да. Македонија, во Република Македонија, а и оние кои што се однадвор, кои што се нели така наречени елити, Да. и се мешаат во политиките на М. Република Македонија. Да, прво до нашиот македонски народ, ние сме дел од тој народ, ние сме ткиво, заедно дишиме, заедно имаме визија за подобра иднина и можеме да ги промениме работиве. Голема пропаганда се направи врз Македонија, врз македонските институции, врз народот. Еве и ден денес им доаѓаат, да речам, душмани од ЕУ и ги лажат, мора вака, мора така. Абе, кој рече мора? Тоа е лага, а и плюс политичките партии се толку пропаднати и само борат како папагали ЕУ, абе престанете више со овие лаги. Народов имаше избори, не сака ни ЕУ, ни НАТО, ни ништо, се сака свој идентитет, почитува го демократските прави на македонците и затоа без разлика која политичка партија, ја сум член на ниедна политичка партија, сите ќе ги критикувам, ако не се достојни, мора да се барат подобро решение. Не може, дали било овој од ВМРО, подобри се, сите се, да ти кажам, под голем прашалник и немаат долга иднина во македонската демократија со овие политики што ги водат, арогантни против интересите на Македонија. Тоа не е прифатливо. Ако сакате да работите, да речам, за Америка или за НАТО или за ојте таму, бајте работа и бегајте надвор од Македонија. Не сте ни потребни во Македонија да ги матите работиве и да не спречувате нас да бидеме македонци во својата држава. Ова нигде го нема во светот. Во ниена држава го нема. Станаме како палестинци. Што треба да почнат да бомбардираат? Не е тоа прифатливо и не овие треба да сватат дека се арогантни и дека ова, да ти кажам, неодржлива политика, нема добар береќет за нас како нација и цивилизација, затоа мора да се решат работиве на мирен пат, преку демократија, на цивилизиран начин. Ако луѓе што се во политички партии, ако сакаат, и реков, да работат за странски интереси, одите таму, работите, ќе видите колку време ќе обстанете, зашто сите вас и нас не искористуваат за нивните интереси. Тие не сакаат нас, тие да не сакаат нас, немаше да ни ја поделат Македонија и тие работат против нас зашто знаат дека ние сме антифашисти, а тие се поддржувачи на фашизмот. Тука е проблемот што го Да, имаме. да, Ордан. Благодарам за твоето мислење, за твоите познавања на политиката, за твоите анализи и разговор водевме со Ордан Андреевски, активист, лобиист во Мелбурн, Австралија и ширум светот, се разбира, Да. нели? Така да благодариме уште еднаш за овој разговор. Да, уште на крајот да спомнам дека имаше многу интересна статија од професорката Билјана Ванковска, наречен Македонофобија, објавен вчера во Нова Македонија, и таа исто така објаснува како сега стана, ако си македонец, како стана како
под многу неизвестна иднина. А како тоа? Зашо ние да дозволиме во нашето општество, во нашата држава, ние да станеме последен фактор, а сите други да одат напред? Ова е неодржливо. Оваа политика што се води во Македонија навистина е одвратна, е штетна, не е христијанска, не е демократска, мора да се промени подхитно. Затоа мора да се скористат сите можности за комуникација, за мобилизација, не да бидеме само да се љутиме, туку да се организираме, да се мобилизираме, да испраќаме писма, да се сретнуваме лице во лице и да бидеме исправни пред Господа и пред сами себе, како заедница. Ке ги повторам твоите зборови од почетокот, да ни биди напомош денот на независноста на Македонија. Здравје, радост, љубов, слога, сплотеност кај нашиот народ и да ни биди вечна нашата татковина. Амин. Амин. Благодариме, се слушаме следниот пат. Програма слушавте и во Фокус со Силвана Павловска. Да повторам